дојдовте. Здраво дечки, 20 часот, добро дојдовте на мојот YouTube канал, добро дојдовте во мојата емисија. Се дружиме цела недела и јас лично снимање направив пауза 2-3 недели, но сега тука сме со еден добар дечко кој што конечно е тука, се договоривме, помина, мислам не помина уште корона, вали со лабави ситуацијава, има нова песна, ќе направиме интересен муабет, но како и пред секоја емисија треба да се заблагодарам на оние без кои што оваа емисија немаше да биде возможна. Нели секогаш потсетувам да го читате сајтот Медија.мк, секојдневно нови информации од светот на политиката и секако шоу бизнисот, а вие испраќајте песни. Ние се договоривме заедно со Медија.мк да почнеме да пишуваме на нивниот портал, да дадеме поддршка на нови артисти, така да ве молам на мојот Инстаграм профил, секако ве очекуваме вас. Знаете дека со Саник имам голема соработка, клучни локации кои што моментално се во продажба, Аеродром Влаја и Кисела вода. Обезбедете си дом, идни на бидете мангупи, ставите лайк и сабскрајб успат. И како и секоја емисија си пиеме кавошон кафе. Инаку дечки, наредните 3 дена ќе бидам во Струмица, за тие што се заинтересирани да заработат преку ова кафе, пишете ми, ќе се договориме. И секако си носам спортикум и во денешната емисија ќе се дружиме заедно со Тајзи, браток, поштовање. Како си ми? Добре дојде. Фала ти. Убаво Ама како? си го пофали кафето? Убаво ли е? Ти го испи веќе по. Добро ли е? Гледате дека не правам филмови, иначе не е се. Тоа баш од Струмица ќе да си го рекламира. Нигде, ни лево ни десно. У Струмица кога ќе дојдам јавете се. Брато, како си ми? Добар ти се, не сме се Добро, виделе брато, одамна. многу ми е драго што сте конечно гостин, се договараме повише време, ама малце коронава не. Да. Да лечи спремав некои нови стварчиња, викам ајде таман ќе најдеме малце просто да се подружиме и да им кажеме што спремаме. Да, многу ми е мило што после 2 недели од објавување на Југ, тука си ќе си направиме убав муабет. Ајде да почнеме нели со таа песна. Верувам, мислам, не знам дали очекуваше толку многу да удри низ народот, бидејќи поминавме период каде што музиката некако замре и в која песна да излезеше не помина, ама Југ помина. Така, па веројатно само тоа што беше со, пак ќе кажам, со вирусот, некако ја го забележив тоа дека никоја песна не поминуваше кој што поминува претходно. Може би ради настапите, концертите, дискотеките, знаеш, целата музика е уствари се шири направена е за да се слуша нели пред публика, пред концерти, но многу професии стагнира оваа година, така да се трудевме да бидеме само своји, да не застануваме уопште. Со нив работеме на песна уште пред неколку години. Да. Нели ја бев во иноватива, после влегоа они во иноватива, продукција која многу ми донесе, да кажам, и во низ патот низ кој одев, нели, низ кариерата. Исто и на нив. Они се пред се одлични деца и тоа многу ми се свиѓа. Уште од првиот момент кога ги запознав беа многу скромни човечки, но истовремено амбициозни и точно знаеа дека сакаат да бидат многу поголеми од ова што се сега. И мислам дека и ти знаеш, и целата македонска јавност знае дека ги бива и тоа се гледа и дека ми е многу драго што они идат и на Балканот, гледам има пред корона договорено настапи низ цела Европа. Швајцарија веќе се нешто што ни требаше во Македонија да се деси. И реално мене многу ми е драго, не само за нив и за други артисти што растат, но еве стрикно за нели направивме Југ и имавме неколку идеи за песни, кога ќе биде, ајде да чекаме ова, да чекаме ова, они вадеа некои песни ја, но нели ја на Петре му звонев цело време, се смеевме, вика дај бе со 2 бона направете више. Да. Викам све си доаѓа у свој момент, знаеш. Да, и еве дојде момент. Се јавија, има демо на Југ, на истата Така песна. испадна, да, тоа ќе те прашам. Да, Тони се јави, вика брат, ќе ме потсеќа, вика на песна на тебе да дојдеш да се седнеме се видиме. И ја склопивме, ја нели додадов некои мои идеи за текст. Они више имаа демо, песна и текст, но си се погодија некои емоции точно што требаше се дадат, си се погоди веројатно и моментот. И јас сум многу задоволен од проектот. Му се намучивме малце и на снимањето и Томче си го поздравам Железарскиот. Да, но сакаме да направиме нешто пример што ќе биде, што ќе има и од нивниот стил да се задржи. Да, и од твојот. И од мојот да се најде некоја средина, така да бевме задоволни сите. Во текстот имаш употребено од Дино Мерлин реченици. Так. Мене ми интересира таа Пишувам приказна. многу. Како ти текна идејата, не знам, се што студио, ќе пишам фуре мали. Пишав и на социјалните мрежи дека еден од луѓето ради кои што занимавам со музика е Дино Мерлин. Мислам, уште многу, уште 2-3 артисти, пример Боб Марли, Майкл Джексон, Джентлмен или уште ред други артисти, пример што сме слушале хип-хоп во времето на нашето детство. Но пример един артист на кој сум бил на концерти овде во Македонија кога доаѓал, тоа 4 или 5 пати мислам дека му имам е Дино Мерлин. Му беше на 100.000 евра. И тоа има интересна прича што другарот што ми загина, сега малце језива причата, што имам чувена нека Божја песна за него, истиот тој човек на некој начин ме зарази со музика од Мерлин, што ние бевме мали деца, он слушаше поише роки,
у неговите плочи и касети од тоа време, го имаше Мерлин и ме зарази уште од тие години, да кажам. И Мерлин, например, е еден од најдрагите артисти, пошто целата таа музика што ја прави он има содржина, знаеш, не е нешто што ќе излезе, например, летово ќе биде хитчина или за 2 лета, на Дино Мерлин, например, и сега да ја пуштиш Јорговани и у диско да ја пуштиш, пак ќе ја пее цело диско, за тоа да не можам слободно да кажам дека ми идол, а Фуре Мали го направи токму за тоа некоја стара генерација да се потсети, да вика од кај ми е познато ова, а новата генерација можеби да послуша некои песни, па и нов материјал се изведи. Човекот му е баш и тоа се случи, мислам дека баш деца не знаеа што значи не знаеа што е Фуре Мали, а стариве викаат еј од кај ми е познато ова. Топ идеја. Баш сакам да те прашам, пуз направив убав муабет околу колаборации, се докажа дека е потребна на македонскава естрада такви многу, да. Дуети. Кажи ми според тебе, еве, дали ќе продолжиш во таков ритам, дали можеме да очекуваме, не знам, Таско Паја, кои се други актуелни, Тамара, Панчо, кој да е? Дали можеме тоа да стане тренд кај нас? Еве, да го направивме муабет, нели, пред да почнеме, дека реално фали многу кај нас. Сега не по секоја цена, значи се направи дует по било која цена, па да спајаме публики. Ама кој нешто ќе се, ја така мислам се, може не сум управо, али обично тоа у студио се прави. Ако гледаш дека песната има енергија, дека вози, дека треба се направи, готово нема што се прави муабет, знаеш. Али не по секоја цена, зашто не сум артист што може со секој да се уклопи, пример. И ја тоа си го знам, пример, и си барам идеи, не мора тоа да е популарен артист да направам, ја не мора да сум ни ја. Пример, у моментов работам за многу наши артисти на текстови и на музика, пример. Заедно со Лазар Цветковски, кој е за мене најдобриот продуцент во Македонија. И пример, да не ги спомнуваме сега пред да излезат песниве, но на неколку македонски пејачки работам, пример, текстови и музика. И мислам дека и тоа што го правиме е на некој начин мотивација за да уште некој ако се фати за некоја друга работа што на него му лежи, пример некој ќе фати Даниел, пример, спотови, Лазар ќе фати музика, ја два Бона ќе влезат, на некој начин целата таа естрада, да кажам, се крева. И дај Боже да се крене, затоа што последниве години сега ние вадиме музика, генерално како сцена, како Македонија. Македонија има најубава музика на Балканот, да се разбереме. Не викаме дека немаме ништо и мене ме нервираат, пример, муабетите која после некои артисти више ова не личи на ништо. Зашто брат Владко Стефановски уште живее и работи, е најбољи музичар у Европа може. Апсолутно. Знаеш, го имавме Тоше, го имаме Владо Јаневски, го имаме Каролина, Калиопи и само од старава генерација, плюс новиве да ги ако ги спомнеме, пример ми се свиѓа и Паја што работи, детево е многу талентирано, мислам дека и на него му стои прекрасна кариера. И исто кај два Бона во продукција имаат многу деца што гледам дека некои се двојат и дека тоа може да расне, знаеш. Веќе се зима залет, да. Да, многу ми е кеф, работам многу периодов, многу ми е кеф што гледам нови деца и нови енергии што сакаат да снимаат и да прават музика. И веројатно и треба транзиција да се смени нешто у целиот овој. Па јас мислам искрено дека можеби треба така да се поврземе младиот со малку по-докажаниот свет. Сакам да те прашам една друга тема. За мене е интересен момент ова со два Бона, бидејќи ти ќе ми кажеш дали сум во право, јас нешто слушнав, дали се враќаш во иноватива, дали го напушти Балкатон, што се случува на таа тема ме интересира. Па вака, јас иноватива завршив со договорот уште тогаш, не знам која година беше, 2017, 16, така нешто. И со нив се соработував за некои ивенти само за букинг, пример. Кога ќе треба, со никој од нив ништо немам лошо, како што кажа пријателска продукција која многу ми донела. Имав букинг менаџер кој ми работеше настапи само за во Македонија, а со Балканом директно со Раста сум повеќе, пример да кажам, пријател и човек со кој многу го поштувам пред све, ради музиката и одамна се знаеме више со него. Вадев песни на нивниот канал, не сум имал договор за букинг со нив низ Европа, чисто промоција кај нивниот канал. Да, имав неколку настави преку нив, пример, што беа во Србија, пример, во еден сплав зема награда за најдобро диско во Југоисточна Европа и ме викна како гост со Пабло и се изненадив многу. Искрено ја не очекував дека Пабло толку вајб ќе направи добар у Белград, пример. Да. Добро слушна песна. Реално и ја им носам добри продукти и они ми носат добар на некој начин маркетинг за нешто што не би го имало во Македонија ако ги вадам песните, но пред све сум пријател со нив, тоа се многу добра група на луѓе кои работат, знаат точно што работат, имаат разработен пазар, така да уште ќе соработувам и со Балкатон, уште ќе соработувам и со Иноватива и со другите луѓе, значи немам договор потпишано со некој дека не смеам ништо со никој, работам на кафри, така да имам многу материјал, така да прво тоа ми е у глава,
Чекај за пари е рано, чекај да направиме прво музика. Сите ми пишаа кога кажав дека ќе гостуваш тука, дај кажи му на човеков толку квалитетна музика прави, ама проблем е што ја прави еднаш годишно. Сега Дајте пари. Дајте пари, ќе пишеме до парите ли? 4, 5, 6, колку сакате толку ќе Тоа, вади. кажи ми реално, дали е поради парите тоа? Искрено. Брат, реално сите знаеме во каква држава живееме. Голем дел од младите и заминува држава или се горе на работа па се враќаат тука. Сите знаеме че свесте нема разговараме каква каша живееме и колку е тешко, така да и ние музичарите не сме ништо посагламо тоа. Има може некои луѓе што прават многу повише пари од мене, но јас све што сум правил од музикава парите сум ги вложил у нов проект, знаеш. И дури сум се задужувал пари за да направам нов проект, пошто не сум некој човек што лиже гозови и спонзори и многу да сум активен на таа тема, ама повише сум за музикава и се вклучувам директно у целиот проект. Пример, од текст, од спот, од сценарио, од режију, све се мешам и некогаш дури се фаќаме така, хрича, ама добро си е. Со Даниел сум како брат, со Лазар сум како брат. Така да си го туркам своето, брату. Да, мило ми е, дај Боже да се вратат на стапиве за да можеме почесто да гледаме, но еве дечки од мене ексклузива, одма ја чув нешто пред камери, односно позади камери, нешто ново спремаш, ај кажи сега. Кажи таму Фали се. Кажи таму пофали се, што е сега? Значи за јук ова невообичаено за тајзи. Пред 2 недели песна, сега спрема ново. А друга година још Кажи од кај влегла пари сега че снимаш нов спот. Кажи берзата криптовалути да нема. на заем. Што спремаш ново? Спремам моја песна соло. Значи имам правено 9 песни за други артисти и околу 12 песни за мене лично. Но сакав да изведам албум, но реално финансиски е тешко да се изведе тоа. Мислам ја можам да го изведам, ама сакам тоа да се изгледа убаво пошто сум дал дел од себе у тие песни. Пошто реално може не се некои хичиња летни што ќе згазат ова лето па ќе ги нема, но се нешто што сакам ја да кажам, пошто тука сум више 10 години и јас само ова го работам. Знаеш, дали ми имало многу, дали ме немало многу, ова го работам и сакам да си продолжам у тој и на некој начин сакам да се обратам на мојата публика. Да им кажам нешто што ми лежи на душа, примери. Овие песни можам да ги кажам дека се токму такви теми. Една од тие песни е Парадокс, песната која ја спремам сега, Лазар Цветковски аранжман и музика со мене, да, со Лазар работам. Речи си сите песни, но имам и со други продуценти некои со работки. Даниел не га мењамо. Дечкото е гени, и Лазар е гени, и Даниел е гени, така да не знам, луѓето реално жално е што се случува сето ова со нашава сцена, што не може да работиме на некоја реално поголема сцена, но мислам дека луѓето треба конечно да го видат, дајте му бомаро на Даниел, да не може се заебавате. Брат, да ми среиш мене помој за спот, скапе, ама добар, течкото е најдобар. Со Даниел го работевме спотот, не ќе да откривам многу детали, снимавме на повеќе локации на Македонија, еве ќе го кажеме само Крушево, место со прекрасна енергија, град на Тоше. И традиција, и историски град, така да мислам да не го фалам пред време проектот, ајде да не кажам, ама мислам дека ќе биде еден од најдобрите мои проекти до сега што сум ги направил. Дај Боже. Така да ќе би требало до крајот на месецов, ако го тепаме Даниел, да му отидеме до Охрид, така 2-3 дена. Може да му лезете му сите сега што го гледате, пишете му на Инстаграм побрзе. До сега беше лабаво, сега маца ќе го зажустриме овој интервју. Доста сега, со што се кидеш со Марадона. Следува Луто Пиперче, дечки, да видиме тајзи колку е спремен на брзи одговори со заебани прашања. Ајде. Еве сме сега на Луто Пиперче, проект подржан од Медија МК. Тајзи брат рече Марадона, ама не обреча Марадона. Чекај да видиме колку е тешко. Тешко е? Спремен ли си кажеш? Тешко ли е? Да, беше одрез. Заебано е малце. Спремен си? Ајде, Идемо, јако. Прво прашање. Со кој е полесно да се работи, Кун или Тони? Со двајцата. Сега дипломатски влагаш одма. Абе, мора да има еден малце што е така. Ева, пример, мене Тони ми бил секојаш подружелјубив, а Кун е на работата. Не се дела така. Не се дела. Кун и Тони и Кун. Да, се славим. Второ прашање, зошто тајзи нема среќа во љубовта? Не да имам среќа, да купи една може, не знам кога ако да имам среќа. Жити се. Па јадно ништо не кажеш. Идете го, трето прашање, какво мислење имаш за реалити звездите? Позависи за кој реалити, обично не пратам реалити шоу, ама окей, ако некој мисли дека тоа е правилно, среќа. Окей. Четврто, кој е најпопуларниот човек во твојот именик? Телефон. Од кој имаш телефон? Најпопуларен? Да.
Од Заев имаш 100%. Тендери таму врзу што правите. Кој е пример од Раста? Сигурно. Па, ако расте некој... Не знам што броеви имам у телефон. Може некој режисер имам по Србија, таму Бело Греш, Диман Билин, Дарко Чолич. Немам броеви, се сетам. Ајде нека биде Раста. Или од жени, да кажеш, тоа е. Чути си тој, не знам. Немам среќа, жал смо прејас. Крати. Пето, да може да се врати времето, дали би продолжил со Скипи? Па не. Искрено. Добро. Шесто прашање. Дали ти е криво што се уште немаш песна со Раста? Не. Не ти е? Све у свое време. Многу имате такви слични... Да, ние имаме, Треба да- ја пеам, мислам, може си го стецнеш ако сакаш нека иде, ја пеам бек вокали у еуфорија. Да? Да. И пример тогаш може требаше да влезам до соработка, ама ја ти викам, јас со него сум пријател од детство и беше да си помогнем. А песна ќе има сигурно, ама не знам кога, така заради. Чекаме сите, брату. Не крати много. Седмо прашање. Што е она што и недостига на македонската музика? У 3 збора. Работа. Работа. Осмо, одбери 3 артисти од македонската естрада со кои би направил концерт летово. 2 Боно и Сладкар. И тој значи концерт. Грби. Може. Ќе ми даеш карти за текст? И Лазаров. Да влезам. И Лазаров. Може, и јас. Четврти. Девето, која песна од твоите сметаш дека е најдобра, која најлоша? Не знам, мислам дека Сине ми е многу драга песна, Чување га Боже. Има уште неколку песни што ми се тен драги на срце, сите се ги сакам нормално твои песни. А грешка не знам, имало и грешки у песни, ама чисто една да одберам, не би одбрал, да не се љути песна, така се. Немаме план да се налути никој. Десето прашање, тука те чекам сега. Успешен брак со неколку дечиња или успех во кариера на светски рамки? Може да ќутимо малце, а? Стај тука. Не знам. Се има на прашање. Сакам деца многу. Сакам многу деца, така да ако мислам дека кога ќе ти дојдат дечињата, уште поголема кариера и мотивација имаш, така да не можеш да избереш од ова, ако треба да бирам фамилија и деца. Тука, брат, се враќаме сега да видиме што сте поставиле вие прашања. Еве сме дечки повторно назад, сега вашите прашања видовте на Лутов Пиперче дека тај е фамилиарен човек, така да ви убавите жени господи таму пишете на Така тези. е пофали, браво бе брат. Брат, сега да да не види жениш бе, нема никој. да малце да има муабет да се дешава нешто. Брату, 8 прашања, прво 4, па после тоа ќе си поддржим убава македонска песна, ќе ви кажам која фасцинантна песна е прашање. Ајде прво да почнеме со првото прашање. Овие се од фанови. Ова се од фанови. фанови. Еден куп имаше, ама не беа многу креативни. Ве карам. Додуша, знаеш е проблемот? Не може да приметат кој што пише овие, фактички многу се поклапаат. Али добро. Нешовски долна црта и прашува, дали е задоволен од се што направил во својата музичка кариера? Па да. Задоволен? Фала му на Бога, да. Така требало, брат. До толку сме можеле, толку требало, само да гураме уште, да нема откажување. Значи сега да сега. Искрено, брат, кај тебе многу ретко кој со оваа професија скромен. Па, брат, сум скромен човек, ја у приватен живот и сите што ме знаат и на настапите што ме гледале, знаат дека сум таков човек, но како што кажав и за 2 Бона и јас сум амбициозен човек. Значи сакам да успеам, не ќам публицитет, си правевме моја пред емисија, стално го збориме. Не ќам многу гостувања сега сегде да има, па не ме турка некој вештачки публицитет, но сакам реакција од публика, сакам да чујам што сум направил, знаеш. Па и тоа е потврда за твојата музика, нели? Тоа е најголема потврда. Одиме понатаму, второ прашање, Иван Петровски прашува колку ти е тешко кога ќе ја слушнеш Чувај го Боже? Право Иване. Добро прашање. Добро прашање. И Чувај го Боже, обично пијам една чашка што имам пред да почнам песната на настап и утек на песната вака знам да си покажам дали исто кој секогаш се случува или некогаш не се крева, ама до сега секогаш реагирала, не знам, тоа е има песни како што е Чувај го Боже, како што е Сине, кои со Лазе сум правил муабет, на кои сум само може малце чудно звучи, само приемник. Значи има песни кај што седнуваш и работиш, отвараш лаптоп, музика пушташ звучници и работиш, со музика работиш. А има песни кои само имаш наслов во глава и ти се поклопува датум, време, сат, сонце, месечина, познак, знак, седнуваш за 5 минути само ако нешто да протекува низ тебе, брато, на кога сака, и тоа е тоа, да. Чувај го Боже дефинитивно една од тие песни. Трето прашање е поврзано со Чувај го Боже, прашува Стефковски Слагјан, што биднало на Карпошова осмица? Како, што? Карпошова осмица, што биднало? Карпош е фудбалски клуб во Комарово. Добро. И другаров играше и за Силекс, и за Вардар, мислам за работнички помладок, Гешо.
но се врати по стари години, играше ради нас, ради кејфот за Карпош, играше број 8. Добро. И омилен играч му беше Иниеста. Добро. И пред да се случи, сега не ми е проблем да правам муабет за него, бидејќи ми е многу драго што уопште сум го познавал. Бевме во Барселона, си правевме Eurotрип, четворица другари сме за Барселона, бевме до Барселона и му купивме дрес од Иниеста. И затоа после влезе во текстот, увеќе се памти на Карпош осмица. Тоа е за тие што не знаат, во самиот текст има, го спомнува Ојдал и затоа го прашуваме, нели. Баш ми е мило. Мислам дека нема потреба да се устручаваш да зборуваш за таков човек бидејќи сепак убавите спомени остануваат. Сите ние ќе умреме. Како викаше Андрија? Да. Сите ние ќе умреме еден ден, така да треба да се памтиме подобро и да правиме добро, бидејќи не знаеме до кога сме тука. Кога ќе умре човекот, нели сите многу беше добар, постираат музика, постираат најдобар бил, концерти правел ова. Да. Пред да умрело што го немало. Ке се сеќаваме секогаш, тоест ке се сеќаш секогаш на твојот пријател. Продолжуваме понатаму, четврто прашање. Помина долги години од оваа тема, ама многу ми ги постави ова прашање, едноставно морав да го изречам и да ти го поставам. Еве Лука Тасев, еден од нив. Најискрено што се случи помеѓу тебе и Скипи? Пау! Дојде драмата. Морав, брат. Хедлайн, наслов. Преку 50 луѓе ми го поставува прашање за тебе, Скипи. Ајде, Брато, не е тука. Многу драга со работа случи. Јас прво почнам со 120, ајде вака да фатиме малце поубава тема. Прво почнам со 120 дечки кои беа малски другари, кои правевме рап музика, тоа беше далечни некои 2006-2007 година. И снимавме кај Скипи. И кога влеговме да снимаме кај Скипи нели таа година, ја видов дека со него може да направиме заеднички проект, тоа кој и он се сложи, јас се сложив. И си почнавме на заеднички проект, знаеш, како тајзи Скипи. Сега не бевме врзани ние да работиме 100 години заедно, и правиме проект, сега ќе правам проект може и со некој друг артист, не мора се врзам. Но луѓето не запамтија бидејќи тоа све запалени, тајзи Скипи моментот и ред други песни. И реално многу добро се вклопувавме. Он нели беше малце подебел вокал, така и ја пеев рефрени, и целиот тој филм мене ми функционираше и тоа беше дел од причината ради која ја успеав. Реално. Али ти викам ништо не ми лежи на душа да сега сум погрешил или не сум погрешил. Едноставно мене ми нудеа договори, се ова прв пат го кажувам, ми нудеа договори Дурбев со него да потпишам сам. Ја ги одбивав тие договори, не е битно со кој и како, ама имаше продукции кои нудеа договори и он знаеше за тоа, знаеш. И после дојде Слаткар во Иноватива, влезе и ја и он више имавме извадено проект заедно, знаеш. Не зборевме ние готово, сега ќе продолжиме заедно, него го извадиме албумот, правевме моментот уште неколку ствари и Иноватива ми кажа, слушај, ми се свиѓа вајбот, дај да правиме некој соработка, ја имав спремен албум соло. Саеш, ја го имав соло албумот, кога бев со Скипи, и он си го знаеше, некои ствари, љубов кај него ја снимав ја. И, пример, ја имав албум, требаше уствари да си идам од Македонија. Тоа беше целата прича. Ја имав албум кој ми стоеше вака на страна и сакав, имав некои приватни проблеми со мајка ми, имаше жената операција, да ми ја поживи Господ, нека си е жива, здрава, си ја поздрава. Да. И морав на некој начин, не ми беше онака као кривина, дали да идам, дали да останам тука да помогнам, и умеѓу време се јави Слаткар и ја му кажав, слушај, ја имам цел албум. Сакам да го изведам и веројатно ќе си идам од држава, ме саѓаш. Добро. И он ми вика, кај ќе идеш бе ти со овој албум, вика, кај у Германија ќе идеш, вика, со овој албум. И го гледам, вика, дека ќе седиш и ќе правиш музика, вика, тоа е тоа. И потпишаме после договор. И тоа беше многу спонтано, за да биде онака некој некого дека оставил, знаеш. Целата прича е да си кажеме фала што сме се запознале, што сме раснеле заедно, и јас за тој човек секогаш ќе имам најдобри зборови и секогаш ќе бидам тука за него. Мада не сме пријатели, не живееме, ама немаме лошо, сме се виделе, сме се поздравиле, сме направиле 2-3 реда муабет, така да тоа останало како добро осеќавање, нели, во животот. И би направил песна со него. Пак во животот. Би ми било многу драго, да. Сакам да ти го пустам прашањето, бидејќи на интернет нема многу да се дозна за оваа тема, ете можеби сега кажуваш. Ако некога си ја кажал, не знам, не сум видел, нека заврши, дечки, тука е тоа со Скипи, тоа е тоа. Тука, дечки, правиме кратка пауза, поддржуваме македонска музика, вие испраќајте ги вашите песни на мејл од lazarov.musica2@gmail, а Балкан Бенд со нивната нова песна Железните пари бабини пред само 2 часа. Даниел, кој што го зборевме заедно со Тајзи, направија феноменален спот. Пуштете, а поддржувајте македонска музика. Уживаме со Балкан Бенд. Железните ситни пари,
mi gi dari i mi reče odi sinko daruvaj gi za se kojede što strada za led. Gospod će ti dade poveke za se kojede što strada za led. Gospod će ti dade poveke. Železnite pari babini gi čuvam za nekoj loši denovi. Zasite moji dobrini da se благословени. Да, уште еднаш ќе кажам дека оваа песна, јас веќе ја знам, проектот спие буквално во фиока, се чекаше малце се среди ситуација со корона, така да одете на официјалниот нивни профил, канал, слушате, а пишете таму коментар дека Лазаров е пратил таму, се знае кој е најачи. Тези врато продолжуваме. Пето прашање. Ако се пробиеше на српската сцена, дали ќе снимаше пак на македонски, дечкото сакаше биде анонимен? Нема потреба на нема што има веќе. Ја работам напоредно и од овие 12 песни што ги имам не знам колку се 3 или 4 ми се на српски. Значи ја никогаш нема да престанам да пишувам на македонски, но реално мене некои песни ми доаѓаат и на српски јазик. Кога го пишувам рефренот ми доаѓа на српски јазик и не гледам проблем у тоа. Мислам коментари имало и сега ти има, знаеш, кој било да вади и зашто сега пееш на српски, па нели можеш, па пеам и на македонски, еве песни вадам на македонски нели цело време, но зашто да не пробаш? Веројатно некои песни си бараат да се изразиш примерно на српски, не знам, барем на мене, можеби дека сум од Куманово пат, Да, е многу близко, има, знаеш. Да, близко е. Така да немам никаков проблем. Напротив, после Парадокс премам српска песна која ќе мислам дека е еден од најаки текстови што сум ги напишал. Така да немам проблем со тоа, мислам. Океј, шесто прашање. Прашува Вукански. Во какви односи си со Марко Сладкаристика? Поздрав, најдобар си, но предпоставам дека веќе сте и мислам никош не сте биле во лоши. Не. Топ сте, еве соработувате Па повторно. слободно може да го пофалам дека е еден од најдобрите артисти во Македонија, више долг период и не мора значи дали е некој најак или не, Марко е цар. Марко е човечина и секати има тие зборови од моје уста за него, бидејќи не само што ми помогнал него, Марко го живее филмот што го рапува, јас сакам искрени луѓе. Значи, можеби некој пример не слушам многу од нашиви артисти, некој слушам повеќе, ама тој што е real, што го кажува тоа што го живее, секако има респект од мене. Да. Посебно Марче. Да му е здраво живот детето, го чекам обавезно да Лазаров Воша. шоу. Седмо прашање прашува Мила Костадиновска. Не знам ја за ова, го прочитав и ми беше интересно прашање, па сега ќе ми каже зашто станува збор. Дали се уште важи ветувањето кое го даде во Универзална за концерта стадион? Да. Не знам какви ветувања си дал. Па, Предпоставам на настап. концертот на Универзална, ретко кај сум го спомнал, брато, во емисија, после тоа. Тоа беше 2014, мислам дека, или 2015, 2014, Тука сум некој сигурен. беше, да. И еден од последните концерти што се одржа во Универзална, после тоа нели Да, се затвори, немаш, па да. сега ќе се ревалвира нешто. И еден од најдрагите настани што ми се десил во животот, не знам. Тоа и Струмица Open Fest, кога пред да искочам на Би, например, го прашувам другар ми, викам што се дешава, викам имали народ, нема ја пееме пред празен плошад, пошто бевме во хотел и те носат. И носат, вика не е лошо, вика. А он неќе да ми кажува, се искачаш брат 50-70.000 луѓе, не знам колку имаше. А насам почеток брат, насам старту кариера ми, првите 2-3 години не очекуваш таков вајб. Да. И одеднаш цел площад ти пее, ти си игри под кој сум настина. И таму дознаваш пример зашто си уствари тука. Дај Боже да ме поживее Господ да работам уште, пошто ми треба уште работа за Тоше Проевски стадионот, но можеби нема сам, можеби што се неколку артисти. Би сакал македонски артисти да се собереме и да ја напуниме такво таа нешто би било. цела арена и да се памти со години. Дајте поздрав до Мила, се надевам и јас ќе бидам првиот фан кој што ќе му оди на концерт дај Боже. Осмо прашање и последно, Давид Трајковски прашува дали би влегол во македонска продукција, на пример Горила. Па ја више сум таму, сваѓаш. Немам, ти кажав претходно, немам договор потпишан, но со Тони и со Кун сме многу блиски, си помагаме за проекти. Пример, си пуштаме демоа, што мислиш за ова, ќе правиме со овој, ти ќе правиш со ова, знаеш, си помагаме, еве сега ќе правите со некои ученски артисти, па си се советуваме на некој начин, што мислиме, се не мора да се прифатиме, ама гледам дека они се трудат да работат со млади деца, со нови артисти, а и мене ми е кеф, така да сигурно ќе работам проекти у Горила. Сега не знам дали ќе потпишам за Горила, ама тоа воопште не е битно, бидејќи
нема потреба, знаеш, Битно е од да има пенкало. соработа. Битно е да има енергија убава, така да ми се свиѓа. Мислам дека и Горила и другиве продукции што се за млади артисти фалеа. Реално и ти знаеш, сам си у таа игра фалеа многу. Дај Боже да имаш што повеќе шанси за сите, затоа Да. сцена со тројца е досадна сцена. Досадно дај е, Боже, брат, да каква и има музика да правиш, колку и да си јак се заситува народ, те слуша. Пример, еве, за диско. Те идеш у Битола, пример, првиот пат си запал 2-3 луѓе пет. Океј, еднаш, два пати, три пати и се заситуваш, не може некој да ти доаѓат 10 пати на настапа и не Да, може да, ни да идеш 10 пати ти у Битола, знаеш, мала земја. Така, се заситува. Но реално и сега колку што избегавме, колку е лошо, толку и е добро пошто имаме настапи надвор кај што имаш 500 македонци на настап. Ја кога бев во Италија, имав 450 карти од македонци брат купено. Јас се изненадив, Струмеченца го викаат местото. Да, Струмеченца го викаат. Браво, добро. Поздрав Струмеченца. Струмиченца. Да, Добро. Се слагам, ништо брату, ја мислам топ си поминав. Топ. Убава емисија, Ја не знам се снимаш или ова. се снимаше. Даре, дали се ќе? Даре. Немај по на платата ќе ти ја смава се. Абе не си даја плата од 2 месеца. Умен си. Дечки, тоа беше дружењето со тази убава емисија. Се надам дека споминавме супер брату. Ти посакувам многу среќа, што и да правиш. Јас се надам дека побрзо ќе имаш настап. Лично да ти дојдам, да се Дај дружиме. Боже да имам настапи, брату. Дај Боже да се оправи ситуацијата Да. маца со вирусов, сите професии да живнат. Се да И живнат, Ти живот. посакувам и на тебе се најдобро и во ова и во музиката и во све што правиш, бидејќи стварно си едно освежување. Не да те пофалам, него стварно е така. И Даре ќе каже. Кажи. Он мора да каже дека он ќе биде тепат, не тебе не можеш Не, и сите луѓе што те пратат, тебе лично од луѓе јас што ги познавам, имаат многу добар вајб према све тоа што го правиш, бидејќи треба да некој што ќе го води ова некој. Да си ми здрав и жив. Вие дечки ви простанува само да ставите лайк, да ставите subscribe, слушате ги песните на Тајзи, пуштете некој моја, не е проблема, ние се гледаме во ново видео, нов термин. Чао! Мама. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just